Психички и физички се малтретираат онколошките пациенти од внатрешноста на државата за да отидат на терапија или контрола во Скопје. Валентина Панева од Штип сведочи за маките кои ги трпи веќе десетина години, одејќи постојано до главниот град, губејќи време, финансии за на крај да се соочи со ситуација да нема терапија и да мора да се врати назад во Штип. Дополнително терапиите се доста болни и исцрпувачки, додава таа. Во поглед на финансиите е истоштувачки. Меѓутоа тоа не е толку важното, колку што е важно психички и физички за самиот пациент. Значи треба да се организираш, да станеш рано, да фатиш такси или автобус, па од автобуска да се снајдеш до болница, па таму идеш ред невиден, значи гужва по ходниците. Мислам дека пола Македонија не е болна. Може би и цела, едни откриени, едни неоткриени. Значи сето тоа е време губење, малтретирање за пациентот, па идеш таму, па се деси некош нема терапијата, те вратат, па повторно таа тортура, а сите тие терапии се тешки и болни за самиот пациент. Од витално значење е секој град во внатрешноста да има онколошки центар, вели Панева. На тој начин пациентите нема да трошат време, пари пред се да бидат исцрпени, додека да отидат на терапија или пак на една обична контрола до главниот град. Мислам дека од витално значење е да има во секој град во внатрешноста на државава да има онколошки центар. За нас пациентите тоа многу би значело, се уште сум онколошки пациент, се уште идам на редовни контроли, ги правам тие тумор маркери. Овде, например, во Штип имаме онколошки лекар, супер е докторка, се, меѓутоа еден лекар не може да покрие за сите. Например, зрачењето со тие третмани што ги имавме во Скопје, тука се уште го немаме, можеби кога ќе се направи клиничка болница, како што најавуваат дека ќе го имаме. Меѓутоа, за сите вие 10 години јас редовно идам во Скопје. Во клиничка болница Штип работи одел за онкологија, ама услугите се ограничени. Директорот доктор Ален Георгиев посочи дека поголем дел од пациентите одат на лекување во Скопје. Значи, одделот за онкологија работи, имаме само еден лекар специјалист онколог, услугите кои што ги даваме ние се ограничени. Значи, тоа е буџет кој што не е мал за наши услови. Набавуваме дел од оние што се хемотерапевски препарати, се уште главницата од пациентите оди на лекување во онкологија. Она што ние го набавуваме како болница, се дава овде на одредени пациенти, но меѓутоа ограничена е, да речем, патологијата на кои пациенти се дава. Дел кај пациенти кои што имаат проблеми со простата, дел за дојка и дел само кај дебелото црево. Значи немаме во полн опсег препарати за третирање на тие пациенти. Министерот за здравство Фатмир Меджити по случаите на скопска онкологија истакна дека онколошки центар ќе се отвори во неколку града во државата, вклучувајќи го и Штип. Георгиев ја поддржува идејата, ама нема дополнителни информации.